Лидерот на СДСМ, кој беше гостин во тема на денот во 19, смета дека истрагата за кочање треба да ги опфати и полициските службеници кои кобната ноќ вршеле проверки во ПУЛС. Уверен е дека со диалог може да се најде решение за уставните измени, а негира заеднички бизниси со поранишниот премиер Заев, за чии политики не штедеше пофални зборови. Гледаме дел од разговорот во продолжение. Секој лидер кога ќе ја преземе функцијата председател на политичка партија има тежината да се ослободи од сенката на неговиот претходник. Сенката која вие ја наследивте е на Зоран Заев. Рече си да нема соопштение на владеачката партија или пресконференција во која до вашето име не се лепи името на поранишниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев. Оди до таму да ве обвинуваат и за водење заеднички бизниси кои се непријавени. Последно беше златни визи, изградба на недвижности во Дубај. А можете да се ослободите од таа сенка и како гледате на овие обвинувања кои ги добивате? Сметам дека тоа што ВМРО-ДПМН цело време излегува со такви соопштенија, го лепи моето име со тоа на Зоран Заев, патем нема вистина во заеднички бизниси, нема вистина во недвижни и така натаму. Јас во текот на вчерашниот ден има изјава во однос на тоа. Сметам дека главното прашање е што ВМРО-ДПМН мисли за Зоран Заев. Затоа што тие сега уживаат во придобивките на неговите политики. Еве, например, да го прашаме што мисли министерот за одбрана, кога присуствува на состаноците на НАТО, кое што е јасно, че нашето членство во НАТО е јасна придобивка на политиката на Зоран Заев, кој што реши едно повеќе децениско прашање. Слушајќи ги во изминатиот месец, еве да не одиме поназад, изјавите кои доаѓаат од официјална Софија, нивниот на пример шеф на дипломатијата Георг Георгиев, кој кажа дека уставните измени се почеток на патот или почеток на реализацијата на бугарските барања во однос на Македонија. Дали не е СДСМ тој кој треба да го преиспита својот став кон ова прашање, наспроти вашето очекување дека власта треба да го направи тоа? Имаме обврска затоа што е тоа прво меѓународен договор. Понатаму претпоставам дека изјавата се однесува и на тие други обврски кои што се во договорите, да се отворат некои архиви на тајните служби. Па гледате зарем и главно историската комисија. Добро, историската комисија е тоа е веројатно најсериозниот се сложувам, но и најболен. Ајде само за овие први две-три работи. А зашто да ги оставиме ние тие работи да ги решаваат следните генерации за некакви архиви, тајни служби од држава во кој што никој од следните новите генерации не живеел. Југославија веќе не постои. И сега ние ќе сме отварале архиви, затворале, дискутирале за па дај го затвориме тоа прашање. По интервјуто реагираше ВМРО-ДПМН. Филипче се залепи до Заев и вели немало друг како него, а можеби е најдобро ако е така, затоа што на Македонија доволни се предавници како него. Ама како верна сенка и продолжена рака на Заев, Филипче како да тргнал по неговите стапки, па бара отстапки и по однос на прашањето со Бугарија. Филипче сега инсистира на преговори со Бугарија и на попустливост, а од друга страна поранишниот министер за надворешни работи во владата на СДСМ и ДУИ Бујар Османи денес призна дека преговарал со Бугарија за етнички прашања со дозвола на СДСМ. Зарем за Филипче, храброст е прифаќање на сите барања од соседите за распродавање и нарушување на националниот етнички, културен и јазичен идентитет, пишуваат во реакцијата од ВМРО-ДПМН. Сегашната владеачка партија ВМРО-ДПМН би била убедлив победник со над 50% од вкупниот број излезени гласачи, ако утре се одржат избори, покажува најновата анкета на Market Vision направена за МКДМК. Повеќе од половина од гласачите кои ќе излезат на наредните избори ќе дадат поддршка на владеачката ВМРО-ДПМН, покажува последната анкета која за МКДМК ја спроведе Market Vision. Според неа, ВМРО-ДПМН ќе добие поддршка од 51,7% од излезените гласачи, а СДСМ речиси 5 пати помалку, односно 10,9%. Тоа е помалку и од ДУИ, за кој би гласале 12,1% од излезените гласачи. Интересно е што целата коалиција вреди заедно би добила 13% од поддршката на оние кои ќе гласаат, но во овој колач нешто помалку од половина или 5,8% поддршка меѓу излезените гласачи влече таравари
кој во моментов е на излезна врата. Во борбата на малите партии, левица би му побегнала на знам за нешто под 1,5 поен. Интересен е високиот интерес за гласање. Дури 2/3 од анкетираните рекле дека ќе излезат на избори. Меѓу политичките лидери најмногу доверба има премиерот Мицкоски од речиси 25,5%. Следи Ахмети со над 6, па Филипче и Таравари со 3,8. Таравари стои најдобро во блокот вреди, а сите лидери на коалицијата заедно се подобри од Ахмети. И покрај слабата поддршка, граѓаните сепак го препознаваат Филипче како клучен опозицијски лидер. Таков став имаат над 1/5 од анкетираните. По подолг период, анкетата на Market Vision констатира дека економијата станува поважен проблем од корупцијата, иако овие две полиња покриваат над 80% од анкетираните. За 40,6% од граѓаните клучен проблем се ниските приходи и високите цени, додека за 39,8% криминалот и корупцијата. Анкетата на Market Vision е спроведена телефонски во периодот од 20 март до 17 април врз репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Александар Спасовски, Сител телевизија. Случајот со актуелната председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, која се најде меѓу осомничените во предметот адитив, според министерот за дигитална трансформација, фрла дамка на институцијата. Тој смета дека додека не заврши постапката за овој случај во кој таа е осомничена, би било непримерно да продолжи да ја врши функцијата председателка на ДКСК. Прво морам да искажам искрено жалење за ситуација која што никој од нас не ја очекува и сметам дека е непримерно таквото однесување. Се надевам, почитувајќи ја презумцијата на невиност, дека објаснување некакво ќе биде дадено и сметам дека додека не заврши постапката во обвинителството, а потоа и во судот, многу е непримерно да се продолжи да функционира тоа лице на таа позиција која што има. Сето тоа не треба да значи рушење на кредибилитетот на институцијата, затоа што станува збор за еден член, макар бил и председател на комисијата. Четврта сабота родителите на загинатите во Кочанската трагедија со марш бараат случајот да не се заборави и да се расчисти до крај. Четврта сабота поред, родителите, роднините и граѓаните на Кочани го искажаа револтот поради трагедијата во дискотеката Пулс, која однесе 62 млади животи, а близу 200 се повредени. Со протестен марш по улиците во централното градско подрачје, уште еднаш подсетија на трулоста на системот и побараа транспарентна истрага која ќе ги седне на обвинителна клупа вистинските виновници. Сите вие кои сте одговорни за системот во државата, кои мудро и одбегнувате одговорноста за најголемата трагедија од европски рамки, што се случи во Кочани. Ние, родителите на починатите деца, би сакале, барем за миг, да бидете во нашата кожа, да може да ја почувствувате раскинувачката болка која ние ја чувствуваме. Може би, тогаш ќе ја почувствувате сериозноста и болната ситуација во која се наоѓаме. Дали ќе прикривавте луѓе кои се соучесници на монструмот, ако убиените деца беа ваши деца? Нивната борба за вистината ќе продолжи, а болката и разочараноста е нивна секојдневна реалност. Но заради љубовта и посветеноста кон нивните деца и за сите идни генерации, порачаа дека ги бидат истрени до крај. И претходно, и сега, во иднина, ве подсетуваме, нема да застанеме тука. Ќе се гледаме на други места, посилни. Ова е само почеток на нашата борба за прерано згаснатите животи, за нивните нереализирани соништа, за нивната насилно прекината младост. Единствена водилка за овие протести им е правдата, која мора да биде задоволена, а сите соучесници во злосторот да одговараат пред законот, порачаа родителите. За Сител, Трајан Ристовски. Тоа беше